Шумата е еден од основните фактори во регулирањето на биолошката рамнотежа во природата. Но не само тоа. Таа има модификаторско влијание врз одделни метеоролошки елементи и појави со кои се карактеризира климата, влијае на водниот режим и воздухот. Исчезнувањето на шумата на помали или поголеми региони е проследено со деградација на биоценозата до појава на голо еродирано земјиште. Како последица на наведеното, се јавуваат разни промени како во режимот на климата, така и во водниот режим, структурата на почвата и во чистотата на воздухот. Човекот со својата супериорност е господар над природата. Тој на тоа има право, но со својата активност не смее да ја нарушува природната рамнотежа до такви размери што ги пречекоруваат границите на еколошката законитост. Не смееме да заборавиме дека човекот од неговиот настанок со ниедна друга растителна формација не бил толку сврзан како што е со шумата. Оттука и нужното почитување на човекот кон шумата. Не случајно денес се зборува за шумата дека таа е белиот дроб на светот. Но до ова денешно сознание се дошло многу доцна. Исчезнати се големи комплекси шумска површина како последица на човековата неконтролирана дејност. Значително е нарушена природната рамнотежа, промени во водниот режим со чести поплави и ерозии, промени во режимот на климата со појава на еолска ерозија, па се до појава на пустини, односно региони непогодни за живење. Шумите го регулираат отечувањето на водите не само на територијата на која се наоѓаат, туку и пошироко. Во подрачја каде што шумовитоста и каде што нејзиниот распоред е поволен, нема катастрофални поплави. Да споменеме само дека катастрофалните поплави во Тетовско, есента 1979 година, се последица покрај другото и на сосема слабата пошуменост на Шар планина во тој регион. Шумата таму е уништувана во горниот дел од сливот на реката Пена, создавајќи така пасишта за добиток. Поплавите во Тетовско се одразија преку нивото на река Вардар се до Гевгелија. Сето тоа требаше човекот да го почувствува на својот грб за повторно да се заврти кон шумата. Согледувајќи ја нејзината општо корисна функција, човекот се повеќе ја обрнува внимание на обезшуменоста на помали или поголеми региони. Големи комплекси шума во светски размери се прогласуваат за трајно заштитени шуми. Акцијата за пошумување на голините зазема се поголем замав.
Само во нашава република годишно се пошумуваат преку 10.000 хектари голи површини. Сето тоа се презема со една единствена цел – за одржување на една почиста и постабилна природна средина. Познато е дека режимот на климата влијае врз реонизацијата и разместеноста на животинските и растителните организми. Но шумата, како највисок ред од растителните организми, има соодветно модификаторско влијание врз одделни метеоролошки појави и елементи. Тоа модификаторско својство на шумата произлегува од специфичноста на активниот апсорбционен слој, зелената асимилациона површина, како и од сложениот процес на испарувањето. Имено, под дејство на апсорбираната сончева енергија во лисната маса, што се претвора во топлотна енергија, настануваат сложени биохемиски процеси, каде што јагленородниот двооксид од атмосферата во зелената лисна маса се врзува во соодветни споеви, градејќи разни асимилати, а се ослободува чист и свеж кислород. Сложениот процес на испарувањето на водата од шумската вегетација како продукт на асимилацијата, транспирација, создава поволни услови за зголемена релативна влажност на воздухот над шумската површина. Така, например, за создавање на 1 грам сопствена тежина, растителните организми испаруваат вода од 300 до 400 грама. Тоа е огромно количество водна пара што стигнува во атмосферата од растителната вегетација. Но покрај споменатиот физиолошки процес транспирацијата, во шумата постои испарување на вода и од врнежите што се задржуваат на лисната маса. Затоа, во краиштата со шума, релативната влажност на воздухот е поголема. Затоа во краиштата со шума врнежите се почести и поизобилни. Се проценува дека тоа зголемување на релативната влажност на воздухот изнесува 20 до 30% повеќе во однос на голо земјиште, а врнежите се поизобилни и до 20%. Шумата има влијание и врз ублажувањето на температурните амплитуди на воздухот и на почвата, како во склопените шуми, така и под крошните на поединечните стебла. Имено, нејзиниот развиен апсорбционен слој, крошните со лисната маса, ја примаат сончевата зрачна енергија. Дел од таа енергија се рефлектира назад во атмосферата. Друг дел се троши за загревање на лисната маса, односно за извршување на фотосинтезата, а само мал дел се спроведува под крошните на дрвјата за загревање на почвата и воздухот. Од тука и дневните амплитуди на температурата на почвата и на воздухот внатре во шумата се далеку помали отколку на голо земјиште. Оваа разлика посебно се чувствува во летните топли месеци, кога сите бараат место во ладовинка. На ветерот, како метеоролошка појава, шумата исто така има влијание, што се состои во намалување на неговата јачина, како и промена на правецот. Внатре во шумата, струењето на воздушните маси е послабо изразено отколку на отворено поле. Тоа возможува мртвата шумска простирка да биде рамномерно застапена по целата површина. Користејќи го својството на шумата за смалување на јачината на ветерот, во земјоделството се изградуваат ветрозаштитни појаси што ги штитат посевите од силниот налет на ветерот, како и ја задржуваат влажноста во атмосферата. Зголемената релативна влажност што се чувствува на шумската површина, како последица на испарувањето и слабата циркулација на воздушните маси,
се чувствува и над околното голо земјиште. Како резултат на тоа, вкупното количество на врнежите е поголемо над шумските региони, отколку на обезшумените региони. Но не само тоа, шумата влијае и врз правилната разместеност на врнежите, како и врз смалувањето на нивното штетно дејство. Така, например, ако ги гледаме дождовните капки што паѓаат над шумата и над голото земјиште, ќе видиме дека во однос на разорната моќ на тие капки во допир со почвата се разликуваат. Во шумата, дождовните капки, уште со допирањето со лисјето од дрвјата, се разбиваат во поситни делови. Исто така, лисната маса служи како амортизер на дождовните капки, што ги задржуваат и постепено, лизгајќи се по површината од листот со намалена брзина, паѓаат на земјата. Со оглед на тоа дека по површината на земјата внатре во шумата има доста нераспадната мртва простирка од органско потекло, листинец и слично, таа служи како сунџер за впивање на стигнатите водни капки до земјата. Впијаната вода од страна на шумската простирка, потоа по системот капка по капка, се пренесува во подлабоките слоеви на земјата. Во услови кога дождовните капки паѓаат на голо земјиште, поради големото забрзување и сопствената тежина, тие предизвикуваат раситнување на површинскиот слој од почвата. Уште ако на таквите земјишта не постои својство на акумулација, тогаш речиси сета падната вода истечува по површината, носејќи со себе ситни честички од раситнетото земјиште. Од наведеното произлегува дека шумата ја спречува ерозијата на почвата. Но ова својство им припаѓа само на шуми со голем процент на покровност, односно во шуми каде што е задржана и рамномерно разместена по површината шумската простирка. Додека кај силно проредените шуми во кои се врши лисничарење, односно шуми во кои е однесена мртвата простирка, како последица на разбиен склоп, постојани ветрови, врнежи и слично, тоа својство, спречување на ерозијата на почвата, е изостанато. На таквите шумски површини пожелно е да се задржува тревната покривка, што го надоместува својството што го имаше мртвата шумска простирка. На снежната покривка, што има големо влијание врз влагата во почвата, шумата влијае не само врз рамномерното разместување на снегулките по целата површина, туку и врз забавувањето на процесот на топењето на снегот. До таа појава доаѓа како резултат на намаленото воздушно струење во шумата. Снегулките не се разместуваат од едно место на друго, односно во шумата не се прават намети од снег, та поради тоа количеството на снегот рамномерно е разместен по целата површина под крошните на стеблата. Смаленото дејство на проникнување на потоплите воздушни маси во шумата го забавува и процесот на топењето на снегот, кој во однос на голо земјиште се задржува за 37 дена подолго. Сето тоа придонесува да се збогати акумулацијата на влага во почвата, од која резултираат непресушните шумски потоци и чистите водни извори. Како последица на снежните вијулици и намети во текот на зимата, настануваат чести прекини во јавниот сообраќај. Тие пунктови со снежни намети речиси секогаш се надвор од шумата. Познавајќи го заштитното својство на шумата, на загрозените делници треба да се подигаат трајни снегозаштитни шумски појаси,
koji ne samo što se pojeftine od snegobranite izraboteni od štici, tuku tije go blagoroduvat krajot i je razbivat monotonijeta na patot. Речи си во сите пори на општеството се чувствуваат општо корисните својства на шумата. Земјоделското стопанство, водостопанството, електростопанството, здравството, туризмот и така натаму, помалку или повеќе се во тесна зависност од пошуменоста на крајот. Со други зборови кажано, стопанството преку сите своји дејности на посреден или непосреден начин ги користи благодетите што ги создава шумата. Но мал е бројот на тие стопански дејности што и враќаат на шумата за одржување и проширување на незината површина. Шумата има и заштитна улога во одржувањето здрава и чиста животна средина. Во услови кога порастот на населението од година на година се зголемува, гледано во светски размери, како и елементот дека индустриализацијата се повеќе се шири, просторот за здрава и чиста средина се намалува. Со сегашниот тренд на развој на светската индустриализација, каде што настанува огромна потрошувачка на фосилни горива, а со тоа зголемена концентрација на јаглеродниот вооксид во атмосферата од една страна, како и постојаното смалување на шумската површина во светски размери, како основен произведувач на свеж кислород од друга страна, представува своевиден парадокс на современиот свет. Посебна е улогата на шумата во намалувањето на правта и другите честички во воздухот. Докажено е дека на 1 сантиметар кубен воздух над населените места се содржи околу 100.000 до 500.000 честички разна прав. На отворено поле тој број се намалува на 5.000. Додека над шумска површина и внатре во шумата се изнесува 500 честички разна прав. Исто така шумата ублажувачки действува врз вревата. Така, например, еден широк појас од 50 до 100 метри од иглолисни видови дрвја ја намалува јачината на звукот за 15 до 18 фона.
Ako takvi od pojase sostavan od razni vidovi drvja i so povoljen broj jedinki na jedinica površina, togaž jačinata na zvuk od 7 maluva do 30 tona. Ovo efekt šumata go postignuva благодарение на апсорбционото својство на нисната маса, каде што апсорбира 1/4 од звучната енергија, а другата ја одбива. Растечката моторизација забрзана во полни воздухот со сложени отровни соединенија, кои придонесуваат за појава на така речениот смог со познатите штетни последици. Според сето изнесено, можеме да констатираме дека шумата преку своите модификаторски способности за ублажување на дневните колебања на одделни метеоролошки елементи, како и специфичностите во однос на одржувањето на чистотата на воздухот, има големо влијание во одржувањето на биолошката рамнотежа во природата, односно во одржувањето здрава и чиста природна околина. Сознавајќи ги овие околности, човекот се стреми не само да ја одржи сегашната состојба на пошуменост, туку и да ја зголеми таа површина. За жал, можеме да констатираме дека во светски размери денес се повеќе се сече отколку што се пошумува. Дали таквиот однос кон шумата човекот ќе го промени или не, останува сам да реши, но при тоа не смее да заборави дека шумата може и да се одмаздува.